бевме тука пред собрание, каде што на протест, за да го изразат револтот токму за оваа проблематика за која што вие така брзате да ја дискутираме, Конфедерацијата на слободни синдикати. Ве поздравија сите колеги и пратеници кои што таму не се појавивте, а посебно министерот за информатичко општество и администрација, и кажа, еве и тие, не само председателот на ССМ, дека вклучени, односно инклузивна била дебатата по однос на претходните верзии на овој закон, но за последнава апсолутно никој од нив не бил консултиран. И јас нема тука што да пренесувам зборот на министерот тука на седница или зборот на председателите на синдикатите, бидејќи самиот министер и навистина сме задоволни од тоа како соработуваме овде во врска со оваа проблематика, но за жал доцна и немаме време за се да образложиме, бидејќи докажавте дека сте транспарентен, можеби е најдобро да се видите со нив. Еве, еден закон помина на комисија, другите не се, зошто не би се видели вие со нив? Може да се направи пауза. Се надевам дека председателката нема да злоупотреби како што тоа вчера го направи, бидејќи во добар дел од денот добро соработувавме, на наша замолница даваше паузи. Се беше безпрекорно до чинот кога таа, замислете, во 20 часот и 40 минути. Ако Арбер Адеми го критикував за тоа што го злоупотребуваше членот 68 од деловникот став 4, бидејќи се повикуваше на него, се однесува на пленарни седници, кој што вели дека пленарна седница редовна се одржува во време од 11 до 18 часот, на криминална комисија за европски прашања за да се прекине работата по амандманите за законот за игри на среќа, ја прекина повикувајќи се на овој член точно во 18 часот. Јас навистина од подпредседателката барам некое разумно образложение, иако нема разум во водењето на оваа комисија, кога се носат вакви закони, зошто вчера во 20 часот и 40 минути и на кој член се повика, да, тој што 170 или 171 кој што вели дека 2 дена кога 2 дена се води расправа по закони поднесени со европско знаме и по скратена постапка. Ама која е таа ваша важност и ваше право вие да одредувате колку ќе траат тие 2 дена? И после овде му подметнувате на министерот кој што вели да, отворене за дебата, за расправа, вие ни го кратите времето. И не кажавте ни колку амандмани поминавме, колку не поминавме, зошто не поминавме. И затоа жалам што еден ваков министер вака го ставате во едни валкани игри. И може би министерот да си мисли дека утре во CV-то, во тоа убаво, богато CV, ќе му стои дека во негово време, кога бил министер, се донеле вакви реформски закони, но да знаете дека ќе имате огромна дамка. Вака не се носат реформски закони. Вака не се носат реформски закони. Впрочем, на сите предходни верзии од законот за кој што сте дебатирале, сте биле отворени, како министерство зборувам, вие во тоа време не сте биле министер, имало критики од ДКСК. Зошто? Затоа што законот бил дискриминирачки. Па луѓено надвор не се залудна. Јас не знам, стварно не знам која ви е намерата. Добрите решенија на овој закон ќе се имплементираат од 1.1.25, замислете. Па чуму е ова брзање? Чуму е ова брзање? Брзате да го доупропастите народов точно пред првиот круг председателски избори, народот, администрацијата ќе се соочи со минус 2500 денари. Па зарем мислите дека тие 30.000 вработени, тие 30.000 семејства, минимум по уште 2 гласачи од семејство нема да излезат да ве казнат? И зошто брзате со вакви реформи? Зошто немате покритие? Или кажете кој ве присилува на вакви решенија? Како може минималната плата да се укине? Кога за неа пред 2 години се расправавме, не обвинувате дека сме биле против покачување на минималната плата. Како? Или едноставно да помислам дека намерно го создавате овој хаос, свесни дека ќе изгубите на избори, за после ние да се расправаме. Ама ова ќе се случи пред избори, бре луѓе. Не знам кој ви ја води кампањата, пиарот. Не знам дали свесно одите во амбис. И најдобро ќе ви биде по мое воопшто да не излегувате на избори. Единствено така може народ овој да ви прости. Од пензионери, од наставници, од здравствени работници. А на себе предупредувавме.
За онкологија 3 месеци овде ве молевме да се расправаше, не обвинувавте по сите можни начини како сме биле морбидни, како не знам кои несоодветни термини ги искористивте, за сега вие да се фалите јавното обвинителство покренало постапка. И сега што правиме? Сега да прекинеме овде, да одиме, да следиме вести за некои нови обвинителни акти. Па за ова ве предупредуваме, токму за ова. И жалам, министри, ако мислите дека овде имате поддршка од од пратениците на владеачкото мнозинство, жалам. Од нив нема да имате поддршката утре ако за ова треба да одговарате, верувајте ми. Доволно сте свесен дека одговорност на судија носи оној за кој што ќе се покрене обвинителен акт. Ова е навистина, според мене, криминален закон. Еден од основните критериуми за полноправно членство на Европска Унија е реформирана администрација. Да, тука сите се согласуваме, ама до тука. И сега на ваков начин ќе ја реформираме. Дали на ваков начин мислите дека е добро? Имате обезбедено мнозинство, председателот и заменичката председателка во секој момент можат да прогласат крај, па и нека прогласат ако така ви одговара. Јас не видов, освен вашите дебатирања со нас, јас не видов некој од владеачките пратеници издржано да ни се спротивстави. Па зашто гласате, бре луѓе? За 30.000 жители на Република Македонија да имаат помалку плата. Фондо за здравствено осигурување, гледате што се случува. Ме немате ли трошка одговорност? Како ќе излезете, вие, министерот, не, вие треба да излезете да се соочите со луѓето. Па нема македонски дом, македонско семејство, кај што не ќе најдете или пензионер, или администрација, или приватно вработен. Јас не знам, стварно не ве разбирам. Но не можеме да не реагираме, затоа што ние сочувствуваме со овие луѓе. Вие им ги уништувате судбините. Јас не знам со која програма ќе излезете. Наместо напротив, примери на назад имало, особено во период пред избори. Особено во период пред избори. Ќе се нашло нешто да се замачкаат очи, ќе се подало на пензионер, на социјала. Што правите вие, стварно не знам. И свесно, последниот месец ви текна дека ова требаше да се донесе, ова требаше да се донесе многу одамна. Ова требаше да се донесе, да се направи многу одамна. Зошто вака на брзина и нетранспарентно, навистина не разбирам. Навистина не разбирам. 4 закони кои што се клучни за подобрување на администрацијата, сега за кои разговараме за закон, како вели за стручно усовршување и обука на административните службеници. Па ви се надвор, појдете кажите им како ќе ги усовршувате стручно со намалена плата. Или еве го и фондот за здравствено осигурување, тука ни е позади. Појдете и таму да ви кажат вработените. Ма знаете што ќе направите? Ма социјална катастрофа ќе направите. Знаете многу добро од фондот за здравство како обстанува цело здравство во оваа држава. Или се, ако одите вие, нека оди се во бестрага. Навистина несериозно и многу жалам што министер кој што има соодветно квалитетно образование е поставен во улога овде да се расправа со нас, а ниеден од пратениците не излегува да каже зошто ќе гласа за ова. Ете, вие сте се подпишале како представник на влада, премиерот на техничката влада прв подпис што ставил подпис за овие 4 закони, значи е нешто многу итно и битно, ама овие 4 закони на ваков начин носени нема да ви влијаат на подобрување на вашето CV или на подобрување, ајде да не зборуваме индивидуално, за администрација зборуваме, бре луѓе. Вака ли ќе подобриме квалитет администрација? Вака ли се прават реформи на администрација? Со тоа што ќе определите кој кого да може да унапреди, кој кого може со менторство да го земе, кој кому да ја покачи платата, и ќе ми зборувате овде за квалитет за мерит систем. Не, напротив. Еве, вие сте универзитетски професор. Би сакале некој да ви наметне асистент да ви биде, а да нема врска од тоа што треба да ви го сработи? Дали би сакале, дали би прифатиле? Ама кога се работи за нешто индивидуално, тогаш си ги ставаме нашите мерит системи. Како администрацијава да не е ничива. Како администрацијава да не е ничива. А единствен, прв критериум кажав, ако за нешто имало во европските извештаи од Европската комисија последователно, тоа било дека стагнираме, дека не напредуваме. И сега вака ќе напредуваме? Вака ли ќе напредуваме? Јас не го обвинувам само министерот, најмногу ги обвинувам пратениците на мнозинството. Тука што си молчат,
Кога ќе пресуди крај заменичката председателка или председателот, ја не знам со овој срам како ќе живеете, како ќе се исправите пред луѓе. И вам утре ќе ви требаат услуги на администрација. Не може незадоволен работник со намалена плата, со преку врски вработени колеги, утре да даде добра и квалитетна услуга. Значи не може. Да не ги повторувам забелешките од моите колеги по однос на мешањето на Министерството за политички системи и така натаму. Има мноштво, значи член по член, да бевте транспарентни, заедно сите ќе седевме, член по член ќе расправаме за овие закони. А не 2 дена кога истекле, кога ќе им текне на оние што ја водат оваа комисија и што заврши дебатата успешно, гласаат толку за, толку против. Ваш успех ќе беше овие закони да се донесат со консензус. Ваш успех ќе беше за овие закони да беа сложни синдикатите. Ваш успех ќе беше да немавте критики. Во кај беше на последната страница ја имавте наведено Сигма, така? Па Сигма ве предупредува, токму Сигма ве предупредува дека наместо да вршите усовршување на тие некои таму критериуми во администрацијата, вие или ги субјективизирате или ги релативизирате, или ги субјективизирате, или ги упростувате. Значи, објаснете ми каде имаме реформи. Ви кажав, она што е добро, 15% покачување на вработените во министерство, да. Да, се согласувам, но не за сметка на нив овие да им ги намалите платите. Не може така. И се што е добро, потенцирав, ќе започне да се воведува од 1.1.25, што значи апсолутно нема потреба од брзање за ова. Освен, ако реков индивидуално, не сакате со ова утре да се фалите, ама дамка имате врз процесот. Не е чист процесот. Сите сакаме квалитетна, добра администрација. Сите. Затоа што сите зависиме од тоа. Сите бараме услуги од таму. Не работата да се јавите кај ваш човек или вчера некој колега која рече, не знам со која логика веќе и не паметам, па зошто имате против, ако сте сигурни дека победувате, утре вие ќе ги имате овие министерства, вие кадрите. Значи повторно истиот менс, истата матрица. Па не се работи овде, рацете треба да се трнат од партиите. Тие вмешувања на партиите токму во овие институции не доведува до тука. И кога колега ќе рече предходно ВМРО ДПМН, па вам тоа ви е утешително? Тоа ви е утешително сега да ги повторувате грешките кога имате можност да ги исправите. Па некој ќе повика дали вие сте се оградиле. Па вие со дуи сте сега кои што уште вршат константно во моментов криминали, па не барате од нив да се оградат. Вие нив ги придржувате. Вие свирите по нивни ноти. Талат Џафери ги потпишал овие 4 закони дека се согласува да проложат со процедура и ние се овде работиме. И да, молк штама, што ќе кажете? Кажете ми дека процесов е транспарентен, дека е во ред да гласате да се намалат платите на 30.000 луѓе за 2.500 денари од март. Ако е во ред, Јас многу би сакала да ве видам како тоа ќе им го соопштите. Еве вие можете, толку сте дрски да им го честитате тоа на граѓаните. 30.000 вработени во администрација, 30.000 домови, минимум 60.000 гласови ви се тоа. Минимум или максимум 6 пратеници. И опозицијата немојте да обвинувате. Не обвинувавте за многу нешта. За законот за минимална плата не обвинувавте. Кога ви викавме дека немате капацитет, дека лажете дека ќе го спроведувате. Против закон не го спроведувате. Не го спроведувате. Фондот за здравствено осигурување сега го споменав. Преку 830 вработени. Преку 30% ќе ги направите минималци. Ја направивте државава со најголем процент на луѓе кои примаат минимална плата. Изборувате овде за квалитет и за усовршување и обука на административни службеници. Па ова е пародија. Па ова е иронија. И најдобро ќе биде веднаш, вие го имате тоа право, таа ексклузива за меничке, веднаш прогласите крај на сите закони дека завршиле, за сите уште 3 закони по 2 дена, барем да не се срамите. Барем да не се срамите, а да не замолчите нема. Ќе зборуваме се додека можеме и се ова ќе го слушате. Затоа што поголем криминал од овој не виден. На месец дена пред избори вака дрско да се однесувате со луѓе кои што со мака заработуваат леп. Па и вашите партиски вработени чиви да се.
Не знам како не ви е срам, како ќе одите во кампања. На која врата ќе чукнете и што ќе им кажете? Европа ви го кажала? Европа ви кажа дека ваков закон не се носи по скратена постапка. Вие и по скратена и со европско знаме. Па наместо 3-2 дена, па наместо 2 по половина ден ги направија председателот и заменичката. И зборувајте ми за демократија, зборувајте ми за европски вредности, зборувајте ми за квалитетна администрација. Нека ви служи на чест.